Ова е завршен, да кажеме, настан, завршна манифестација, заедничко дружење на еден проект кој што почна во 2010 година, на кој што сосема случајно се запознавме со Удруженијата на граѓани Отворете ги прозорците и Републичкиот центар за лица со заштита на лица со попреченост, Порака, и со кој што започнавме еден многу убав проект кој што самите ние го нарековме Порака, Отворете ги прозорците за кон општина без дискриминација. Проектот го иницираше, го финансираше Британскиот совет заедно со Министерството за труд и социјална политика и Издруженијата на граѓани Триаголник. Имаше за цел да ги обучи присутните, односно ние што го посетувавме овој семинар, оваа обука, за дискриминација, заштита од дискриминација, односно да ги запознаеме понатаму учесниците во овој проект за Законот за заштита од дискриминација, од за еднакви можности и посебно да ги запознаеме учениците или целните групи со темата на активно граѓанство и сето она што представуваат овие теми. Им посакуваме добре дојде на училиштето Петар Попарсов. Да, сега сме комплетни и може заедно да продолжиме. Значи, тимот е составен од Општина Карпош, односно Комисијата за еднакви можности на жените и мажите, чиј представник сум јас, Магде од Отворете ги прозорците и Маја од Порака. Проектот го замисливме така што реализиравме, односно една наша ученичка, односно моја ученичка, инако јас сум и професор по македонски јазик и литература во гимназијата Никола Карев, и една ученичка напиша сценарио за представата Отворени прозорци, во која што глумат неколку ученици од гимназијата и со која што настапувавме во неколку училишта, каде што ги запознавме учениците за темата дискриминација, и тоа посебно со темата дискриминација врз основ на попреченост и врз основ на родова дискриминација. Освен оваа представа, која што ја видоа училиштата Јана Москоменски, Лазо Трповски, Димо Хаджи Димов и Петар Попарсов, имаше и дел кој што се состоеше од тоа да се објасни малку, да се доближи до учениците Законот за заштита од дискриминација и еднакви можности, во кој што многу ни помогна Јована Тренчевска, советник во Министерството, и која што со нас учествуваше во сите овие настани, во сите овие представи и дружења. Ни беше задоволство да соработуваме исто така и со Кинотека на Македонија, која ни го даде својот простор за да го реализираме завршниот настан на целиот овој проект, кој што веќе трае скоро година и повеќе.